господин Гојко. Зошто? Како го објаснувате тоа? Мислам, тој не ширеше верска омраза, етничка омраза, тој се бореше единствено за Македонија. За Македонија, точно така. Имав и разговори и со луѓе од државна безбедност кои го прателе така без заинтересирани да истражиме личноста на Драган Богдановски. Така да, иако ми даваа некои податоци кои се јавно веќе објавени во книгата и така натака, и размислување дека тој не работа само за македонската кауза, работа за француската служба, за англиската служба, но сето тоа го работа според мене, според моите скромни сознанија, во име на македонската кауза. Тој не бил ни просрпски ориентиран, ни пробугарски, па да речам ни прогрчки, иако поминал низ Лаврион како политички бегалец, потишол во Франција, по Јужна Америка, Аргентина и така натака, сепак неговата фанатичност во позитивна смисла, во патриотски аспект, била посветена максимално. Тој бил и 11 години осуден затвор. Кој одлежал колку? 8 месеци одлежал? Негде и 9 години, да не грешам сега во годините. Практично неговото битисување во затворот пак било посветено на Македонија. Тој во библиотеката бил прераспореден, па и таму пишал за Македонија, се според негови сознанија ведување за македонските проблеми, сметал дека тоа се проблеми кои се привлекуваат од антиката до сега. Има и објавено некои текстови во неговите необјавени книги, каде што јас ги цитирав, например, во мојата книга Четврта емигрантска Македонија, исто дела, колку што се сеќам, цитиравме со Александар и во книгата што е посветена на Драган Богдановски под наслов Обединета Македонија во Обединета Европа. Сега јас ги прелистуваме пак со Александар досиета на Гојко Јаковлевски, каде што се спомнува Драган Богдановски, каде што биле прислушкувани. Ги имам и тие текстови на прислушкувани разговори помеѓу Драган Богдановски и Гојко Јаковлевски, помеѓу Гојко Јаковлевски и Костадин Диневски, Динката, кој ретко за него спомнува, тој е македонец. Тој исто голем патриот. Апсолутно, тој ми беше личен пријател 90-та натака, јас одев во неговата фирма, Таро македонски, и на шега ќе ми речеше покојниот Динка. Става река, знаеш што значи ова Таро? Јас значи, не знам, тајна револуционерна организација Македонка. И така натака. Значи, Драган Богдановски го гледав низ документација, но не само полициска, из неговата активност и објавување на книги, поезија и така натака во Австралија, имаше негови објавувања. Така што тој исцело, или, како да речам, човечки беше посветен на македонското достоинство во една независна македонска држава. Зошто мислите, пример Драган Богдановски, Динка да го спомнавте, Шамбевски, има и други ред, да не ги огромни македонски патриоти, мислам за мене си тие на ниво на илиденските војводи, тие се борат за Македонија. Тијата ви е на место. Зошто, кој е ваше објаснување, зошто нашата држава не го прави тоа? Да речам, во демократизација на политичката мисла, во која смисла, како што се потрудивме во еден сегмент да се рехабилитира Методијан Доновчентов веќе ни судска постапка, тоа треба се направи за овие личности каде што се донесени судски пресуди, нели, како државен непријател на Југославија и така натака и така натака. Сметам дека спорост е на администрацијата во рехабилитацијата, а исто така треба да се мора да кажеме дека и тука независно што една власт ВМРО ДПМН во моментот, таа како партија каде што идеолог бил Драган Богдановски, треба да се покрени постапка за рехабилитација на тие личности како личности на македонската патриотска идеја, а не како партиски личности, дали се на ВМРО, дали се на СДСМ, не знам, на ЛДП и така натака или на ред други. Значи, јас тие личности ги гледам како македонски личности, не како партиски личности. Којете, го спомнавме Драган Богдановски, создаде покрај тој круг на луѓе што бели, еве ги го спомнавте, Шамбевски, Гојко Јаковлевски, да не грешам, има и доста други интересни личности, каде што сум имал и контакти на свој начин со дел од тие личности, меѓу кои ми е посебно драго што имав контакт со Гојко Јаковлевски, еден од темелувачиве во Сенка на ВМРО ТПМН, но не само во Сенка. Он учествуваше со свој говор на основањето на ВМРО ДПМН 17 мај, да не грешам и така натака. И 17 јуни, се извинам, по МКЦ во Младинскиот. Значи, тој историско прочистување и верификација на активноста на патриотизмот на тие личности е многу спор, за жал. Единствен начин за мене, како човек, интелектуалец и публицист, да ги рехабилитирам низ своето ангажирање, да речам човечко, не само патриотско, беше со објавување на нивни
истории низ книгите што се објавува. Да, премалку правиме за тоа, мислам тие се навистина прави патриоти. Ама ќе дојде да време како ние се што разговараме по некоја година некој да се сети. Да се надеваме. Да се надеваме. Од друга страна значи ги имаме овие чисти македонски патриоти, од друга страна го имаме и МПО. Вие сте пишувале и сте биле таму. Јас исто ги знам многу добро МПО, така да. А што мислите вие за нив? Вака има два периоди според мене за МПО. Првиот период, почетокот на формирање на МПО се најгрешно 22 ли беше се? Така нешто. Јас молам да се извинам и на јавноста. Нема проблем тоа. За годините за да не. Да. Значи јас истражував прво и кажав генезата на мојот дедо Атанас од село Шестево како стигнам во Америка, па како дојдовме до Форт Вейн, зашто барав да ги најдам неговите браќа. Да, тоа беше седиштето на МПО, затоа и отидов во македонска трибуна. На македонска трибуна, точно така. На моја заложба, еве првпат може и да не се повторам, кажам дека цела документација на МПО е донесена на моја заложба во Македонија 2000 година. Ја донесо, тоа може да потврди слободно Тодор Чепреганов, директорот на Институт за национална историја и директорот на архив Зоран Тодоровски. На мој личен авторитет е донесена таа документација. Зошто? Затоа што ова што вие ме прашувате и што и јас сум се прашувал, дали МПО е пробугарска организација, чија организација македонска, кога ќе се види формирањето на МПО, кога ќе се види уставот на МПО, зборам како организација во првата година две, кога ќе се види уставот на МПО дека се работи за македонци, може да бидат само членови и така натака, други повера што се не е спорно. Значи сметам според документација, според она ја што располагам во првиот период, 22-27 година, 927 година е промакедонски ориентирана на американското отклонно со појавата на Ванчо Михајлов, за жал со негова пропаганда, агитација, вклучување на личности кои се пробугарски, добива една конотација на пробугарска ориентирана организација, иако со македонски дејци. Така да за време на војната 941-944 според ова се што разговарам и документацијата со која располага, сака да воспостави со новата република, нашава Република Македонија контакти, но морам да кажам дека имало и обструкции од југословенските тајни служби кои биле просрпски и така натака, каде што тој јас македонски, бугарски и југословенски тешко може да се надмине во таа пропагандна војна, нели Југославија била комунистичка во тој блок и така натака, и изразив желба сам да го видам на лице место, пошто еве такви судбина и сме имали историска, додам во Форт Вейн, тогаш го замолив и наистина драго ми што ми возможи Ѓорги Лебамов, Ѓорџ Лебамов, брат на Иван Лебамов, а Иван Лебамов беше еден од претседателите на МПО, адвокат и многу позната и значајна личност. И за среќа, 1999 отидов во Торонто, тогаш бев председател на Советот на иселеништво, а министер беше Мартин Треневски, а јас бев плюс во мојата професионална кариера и јавни новините на Република Македонија. За среќа... Ке зборуваме и за тоа. Да, но сега за ова да го расчистиме. Сметам дека има периоди како што се пробугарски, еве велам влијанието на Ванчо Михајлов, но има и кога отидовме ние, јас инсистирав со министерот Треневски, отидовме во Форт Вейн, не удостоија 3-4 дена, од таа средба стекна една голема доверба, сега покоен Иван Лебамо, брат на Ѓорџ Лебамо, кој се од нашиот крајодејскиот дел, каже што ми раскаже една приказна, вика Ставро, вика ја сакав да дојдам во Македонија, да се видам сега со покојниот Киро Глигоров и така натака, но не знам од кои причини ме одбива. Сакам да кажам во нашиве разговори, тета тет, како ние сега што муабетиме, тој ми го кажам македонското во него, по поколение, по фамилија и така натака. Но релацијата, бидејќи бевме југословенска држава, не може да го спостават и нашиве тогашни функционери беа пројугословенски ориентирани. И секој што ќе кажеше некаква друга опција, за жал го лепеа со етикета пробугарин. Така што јас кога отидовме 99 година, сметам дека во тој период македонски се беше ориентирана организацијава. Што се случува сега, за жал, дали Министерство за надворешни работи преку министерот, било кој да е, нели, во променив, дали агенцијава што е за иселеништво,
имаат контакти со таа организација, со наши луѓе од таму, не знам. И како дуваат ветришта, вака народски да кажам, не сум во тек. Мораме ново тек. Ке ви кажам јас ги следам тие работи. Значи прво да ви кажам дека фамилијата Лебамови настапуваат на чисто бугарски позиции. Георги Лебамов го има тоа изјавено во едно интервју од пред неколку години во нашиот весник Капитал, тоа јасно го кажува. Значи точно е негде од 90-тите години воглавном беше чисто бугарска организација, потоа во неколку периоди кога беа председател Крис Иванов, например, и Алушева. Ајде ги подсетиме јавност и ние да се подсетиме. Колку што знам, јас имав контакт со Крис Иванов, сега ме подсетуваат од 99-та кога се сретна во Торонто. Тој е прилепченец. Да, прилепченец исто од про-бугарска фамилија, меѓутоа тој самиот направи многу доста да ја сврти МПО кон македонска. Се надевам тие, бидејќи виде дека нема всушност никаква иднина таа организација, како про-бугарска не може да обстои, така да и сите тие напори и пробугарски изјави ја умртвија, право да кажам. Меѓутоа во минатиот септември пак дојде на пробугарска опција, така да сега што е за жал. Јас на пример не ми да ви кажам, повеќето од членовите на МПО се македонци, кои втора, може и трета генерација, кои тие ги само ги држат живи македонските спомени, македонските традиции, таму на нивните средби не се зборува за бугарштина, ништо за друго, се играат ора, музика се слуша и такви работи. Меѓутоа тие што се најголемите активисти, тие матат работата. Меѓутоа доста за МПО, кажавме кое што е, не се голем фактор. Порано биле, сега не. Не, да, во американското општество. Да. Ајде видиме да се вратиме на вашата активност како јавен обвинител на Македонија и како адвокат, се разбира. Ајде да почнеме со адвокат. Вие меѓу вашите интересни случаи ја браневте и Спаска Митрова, фамозната Спаска Митрова, која крена цела Бугарија на нозе со изјави дека неа е гонат бидејќи била бугарка. Вие бевте адвокат во известно време, неизин. Кажете ми дали има вистина во тоа? Драго ми е што и ова прашање ми го поставуват. Јас сум четврти адвокат бев неизин на Спаска Митрова. Пред тоа беше адвокат Љупчо Михајловски Джанго, поранешен министер, мој колега и мој пријател. Значи, не менуваше како адвокат и да речем, не сум само јас, но јас бев четврти поред во нејзината право да бара нели одбрана, заштити и така натака во врска со еден семеен брачен однос во однос на припаѓање на родителско право на нејзината ќерка. Тоа е веќе граѓанска работа, нели судска работа и така натака. Јас тргнав како адвокат, не тргнав ни политички во однос на нејзината определба на нејзиното семејство, но такви беа приликите да имав контакт и со нејзините родители, и со нејзиното девојче, па и со нејзиниот сопруг во судската постапка. Мислам дека од оној што јас имав контакти, нејзиното семејство, татко, мајка не се прикажува како бугари. Второ, ниту во Гевгелија знаат за нив дека како бугари. Извинувам се лично, моите средби со родителите и со неа, од кои причини она се мотивирала да се нарекува дека е и бугарка, тоа е нејзино лично право. Второ, тоа што рековте, дека се поткрена голема пропагандна машинерија, мораме јавно да ви кажам, јас имав и разговори со бугарскиот амбасадор, со консулот бугарски. Сметам дека најдовме разбирање, ова може и не сте го приметиле, од кога се појавив како адвокат на Спаска Митрова, таа политичка, да речам, конотација на нејзината личност пробугарски веќе, ви кажам сериозно, се тргна, пошто јас ги замолив, кога бев два пати во амбасадата бугарска со сета почит, велам од ова не правите политички проблем, ни меѓу Бугарија и Македонија, ниту пак на европско ниво преку Европскиот парламент. Се надевам дека во тие релации кога бев нејзин адвокат, таква работа веќе спласна и едноставно јас нема. Бидејќи викам јас сум адвокат на граѓани. Во случајот на граѓани од Република Македонија, која во една прилика се кажува македонка, сега во друга прилика од кои нејзини причини
е бугарка, тоа е нејзино.